Парите се отепувачка. Парите се отепувачка е битово-социјална драма со мотиви од печалбарскиот живот. Темата е животот и трагедијата на едно македонско сиромашно семејство кое е принудено да го испрати својот единствен син на печалба, а идејата е јасно изразена во насловот – проклетството на парите. Дејството се случува во 20-тите години на 20-тиот век, некаде во Западна Македонија, иако тоа може да се случи секаде. Но амбиентот и битот се македонски. Драмата е составена од 5 чина и 4 етапи. 4 етапи во драмата се: експозиција, описот на куќата, обичаите за испраќање на печалбарот и испраќањето; заплет, враќање на печалбарот во куќата на сестра му; кулминација, планот да не се каже кој е и доаѓање во куќата на родителите; и расплет, заслепеноста на таткото од парите, убиството на туѓинецот, откривањето на вистината и смрт на родителите. За истава случка Албер Ками прочитал во Весник и кратко ја споменува во неговиот роман Странецот, а потоа пишува драма со истиот мотив недоразбирање. Во првиот чин на драмата е опишана сиромашната куќа на селанецот Митре, жена му Мара, синот Ангеле и ќерката Ката. Тие се будат рано, на првите петли, како што е обичајот кога се испраќа печалбар. Надвор е студено, снежно, 2 дена пред Свети Никола, што предизвикува страв кај домашните за патувањето на Ангеле. Кај нив доаѓаат Коте и Депа за да го испратат печалбарот. Јадат, пијат и разговараат за печалбарскиот живот. Коте бил печалбар, па Божем нешто повеќе знае и може да даде добри совети. Но во разговорот се гледа нивната наивност, неукост, суеверие и заостанатост. Доаѓа и Фроса, кумата, со погача, како што е обичајот. Софрата мора да е полна, за кога ќе се врати печалбарот да биде исто така полна, односно да го пречекаат на софра. На крајот доаѓа Панде, кој ќе го испрати Ангеле на брод. И тој седнува на софрата и од негово искуство кажува дека во Америка, пред Њујорк, имало некое островче, каде ги симнувале сите новодојдени и доктори ги прегледувале. Ако не биле здрави, со здрави заби, со коса на темето, тогаш ги враќале. Домашните се вознемируваат, бидејќи Ангеле нема пари за назад, но сепак се надеваат дека се добро ќе заврши, зашто нивниот Ангеле е млад и здрав. Испраќањето на печалбарот се прави со сите адети. Мара става стомна со вода на прагот, а Ангеле, кога ќе излегува, треба да ја кошне. Мајката го советува да праќа писма, да не седи многу години, да се врати за да го женат, а Ангеле ветува дека ќе праќа пари, татко му да купи и ниви и нова куќа да направи. Ветува дека ќе оди кај кумот, мажот на Фроса, и ќе пренесе поздрави. Ангеле трга, а Мара му фрла пченица преку глава, тој ја кошнува стомната и сите плачат, а особено домашните. И дејствието на вториот чин се случува во куќата на Митре, каде сите, Митре, Мара, Ката, Депа, Коте, Фроса и незините 2 деца, седат покрај огништето и разговараат. Разговараат за обични домашни работи, за тоа како Ангеле сега ќе почне да праќа пари. Иако имаат домашни обврски, тие сепак седат и сушност го чекаат да се врати Панде и да раскаже како поминале попат. Кога доаѓа, му даваат вруќа ракија и едва чекаат да слушнат што има да каже. Тој надолго и широко им раскажува како уште кога тргнале, црна мачка им претрчала преку патот. Тие од страв, од суеверното сваќање дека тоа носи несреќа, си помислиле да се вратат назад, но сепак продолжиле. Стигнале во градот, ги нашле другите гурбетчи и Ангеле тргнал заедно со нив. Во третиот чин имаме временски скок од 20 години. Представена е куќата на Софре, маж на Ката и нивната ќерка Ана, која е убаво облечена и се дотерува. Таа има веќе 15 години и мисли на момчиња што фрлаат око на неа. Дотрчуваат деца кои кажуваат дека дошол Вујко и Ангеле од Америка. Таа ги дарува со по едно јаболко и шамивче за убавата вест. Влегува Ангеле во куќата со големи куфари и убаво облечен.
Од нива ги викнале Ката и Софре и тие брзо доаѓаат во куќата. Ката е пресреќна што го гледа брати по толку години и што прво кај неа дошол, а не дома. Тој од куферот вади дарови за сите. На Софре му дава златен саат, на Ката чевли, копринени чорапи и златен прстен, за Ана исто, но и медальон со 5 златника кои ги става на вратот. Разговараат за Америка, за тамошната слобода, за кината, театрите, парковите, но и за гангстерите. Потоа почнуваат да се договараат како и кога да одат кај родителите. На крај решаваат Ангеле тука да вечера, па да оди кај родителите, но да не им каже кој е, а утрото да дојде Ката со семејството и заедно да се радуваат. Вечерта поминува убаво и весело со песната на жетварките кои се дојдени за работа на нивата на Софре. Ангеле е воодушевен што зборува и пее на свој јазик, што е меѓу блиски и што девојките се убави, па се надева дека брзо ќе си најде жена за себе. На крај, Ангеле тргнува дома испратен со песна. Четвртиот чин се случува во куќата на Митре, ново изградена, добро подредена, со нови рогозини и килими, со миндарлак и перници. Митре и Мара, што туку завршиле со вечерата и жетварките, па Митре се испружува да испуши тутун, а Мара средува. На портата доаѓа некој што се представува како гурбетчија што му се расипал автомобилот и бара да преноќи кај нив. Тие го примаат, го понудуваат да јаде и разговараат. Зборуваат за својот син, кој се уште е во Америка и во последне време ни писмо не им пратил. Тие искажуваат својата болка што 20 години не си го виделе синот. Туѓинецот се фали дека тој за 5-6 години многу спечалил и дека сигурно и нивниот син ќе дојде со пари. Откако Мара му мести постела на туѓинецот, тој се повлекува да се одмори. Митре и го покажува на Мара полното куферче со пари кое успева да го отвори. Златниците му го поматуваат умот на Митре. Тие почнуваат да се сомневаат дека туѓинецот можел да ги спечали парите, се сомневаат дека најверојатно ги нашол или ги украл. Мара му предлага да земе некој златник или целото куферче да го украде и да се прави како да не знае каде е. Но Митре врие. Ноќта го убива туѓинецот. Разврската во петтиот чин е трагична. Утрото Митре и Мара се соочуваат со гревот што го сториле. Страстите се стивнати, но од стореното не може да избегаат. Кога доаѓа Ката со семејството, тие почнуваат да се сомневаат дека направиле нешто уште пострашно. Ката ја открива вистината. Мајката не може да го издржи сознанието дека го убиле сопствениот син и умира од срцев удар, а таткото се прободува со нож. Ликови. Митре е сиромашен селанец кој е принуден да го испрати единствениот син на печалба. Тој живее мирен, скромен живот и постојано мисли на враќањето на синот. Но кога доаѓа туѓинецот во неговата куќа, тој сосема се променува. Страста кон парите му го свртуваат умот и ќе го доведат во состојба да изврши злосторство. Толку е заслепен што не ја слуша жена си, па дури и кон неа станува агресивен. Си наоѓа изговор и го убива. Се разбира дека потоа се кае за стореното злосторство, а кога разбира дека бил син му, се самоубива. Тој не е негативен лик, иако извршува убиство. Затоа што не убива тој, туку сиромаштијата и желбата за подобар живот, како и зависта. Мара е типична патриархална жена и мајка која ги почитува сите обичаи и која е подчинета на мажот и децата. Се обидува да го одврати мажа си од намерата да убие, бидејќи се плаши да не бидат откриени. Кога ја дознава вистината, мејчиното срце не може да ја поднесе и умира. Ангеле е печалбар кој уште како дете го праќаат на печалба, а се враќа како возрасен маж. Тој постојано мисли на дома, на родителите и сестра си. Таму печалел и штедел, им праќал пари на домашните и среќен се враќа дома. За да направи поголема представа од своето враќање, ја смислува играта која што ќе заврши кобно за сите.